Илијада, песна втора, сониште, бунт, бојотија или список на корабите. Другите богови пак и оклопните коњици тога спиеле целата ноќ. Само Зевс не го фаќал сонот. Туку размислувал овој за Ахила как да го чести и да многумина тој кај ахајските кораби сотре. Оваа зар му се вишла најубава мисла во умот. До Агамемнон Атреев погубниот сон да го прати, тога го викнал и нему му прозборил крилатни зборови. Сонет и погубен. Ај до ахајските кораби брзи појди и влези му в чадор на цар Агамемнон Атреев, да му прикажеш се до подробности како ти велјам. Речи му нека ги ружат ахајците с убави коси целата војска, што сега Тројанскиот град ќе го земе. Широкопатниот град, зашто олимписките бесмртни бози веќе се согласни сите, што нив ги придобила Хера секого од нив молејќи, а тројците лошо ги чека. Вака му рекол, а сонот го послушал зборот и пошол бргу и пристигнал в час по ахајските кораби брзи. До Агамемнон Атреев тој пристигнал, него го нашол в чадор кај спие, та сонот амброзијски го обколил сосем. Врз глава потем му пришол, а в лик како Нестор Нелеев, што Агамемнон го целел од старците најмногу него. Овој му сличен божескиот сон му проговорил тога. Спиеш ли, сине на Атреј, насмелиот цар конјокротец? Не чини целата ноќ заповедник умен да спие, кому што да глава, војска и големи грижи му лежат. Сега послушаме бргу. Од Зевс јас гласник ти идам, што се од озгора грижи и премногу тебе те жали. Мене ми нарачал тој да ахајците арно ги ружаш целата војска. Зар сега Тројанскиот град ќе го зебеш, широкопатниот град, зашто олимписките бесмртни бози веќе се согласни сите, што див ги придобила Хера секого од нив, молејќи на тројците зло пак им писал Зевс, туку запомни добро во паметта. Никако демој да изубиш ти, кога сладкиот сон ќе те напушти тебе. Така му рекол и пошол. Та го ставил онде каде го, да си размислува тој за се што нема да стане. Овој си мислеше тога ќе го освои градот на Пријам. Лудиот не знаел зар какви работи Зевс му готвел. Зашто им кроел и болки и јадови уште да даде, и на данајците тој и на тројците в љутите битки. Од сон се разбудил овој, го свладала речта Божја. Се исправи добро и седна, си облече кошулја мека, прекрасна, чиста, а врз неа облече голема гуна, а на убавите дозе си подврза сандали красни, преку раменици мечот го префрли опкован сребро. Тај татковиот жезол го зел, не пропадли вечно, и до корабите пошол на хајците панзироносци. Тога божицата Зора до виштиот Олимп си дошла за да им донесе светлост на Зевс и на другите бози. Овој им нарачал веднаш та јасните гласници тога, нека ги викаат в собора хајците с убави коси. Овие личеа гласно, а оние бргу се збираа. Тој прво совет си свикал од великодушните старци, близу до брзиот кораб на пилскиот господар Нестор. Онај ги свика нив и паметен совет им даде. Слушајте, другари, сонот ми божески на спање дојде низ амврозискава ноќ на дивниот Нестор личејќи, најмногу влика, и става и в снагата сосема сличен. Врз глава мене ми дошол и збор ми прозборил Тивко. Спиеш ли, сине на Атреј, насмелиот цар конјокротец? Не чини целата ноќ заповедник умен да спие, кому што да глава, војска и големи грижи му лежат. Сега послушаме бргу. Од Зевс јас гласник ти идам, што се од озгора грижи и премногу тебе те жали. Мене ми нарачал тој да ахајците, арно ги ружаш целата војска, зар сега Тројанскиот град ќе го зебеш, широкопатниот град, зашто олимписките бесмртни бози веќе се согласни сите, што див ги придобила Хера секого од нив молејќи. На тројците зло пак им писал Зевс, туку запомни добро во паметта. Вака велејќи појде и летна, а мене ме остави сладкиот сонок. Но да ги ружаме ние ахајските синови сега, јас ќе се обидам прво со зборови како е право и ќе им нарачам ним в многуседните бродои да бегаат. Вие пак нив ќе ги држите секого в секоја страна.
Така проговорил овој и приседнал, среддив пак станал Нестор, што столнина царска во пил песокливиот имал. Овој им прозборил тога мислејќи им добро и рекол: Војводи, првенци вие на аргејците, другари мили, друг од ахајците декој довдека сонот го кажал, лага ќе речевме ние и ќе си побегневме поскрај. Туку да и првиот маж сред ахајците сонот го видел, но да ги ружабе ние ахајските синови сега. Вака им рекол и тргнал од советот прв да си оди, а жезлоносците кралеј си останаа и го послушаа, веднаш народниот водач. А војската сета се стрча. Како што роеви пчели, што вон излегуваат чести од излабената карпа, и стевезден нови извираат и на пролетните цветја гроздовидно тие си летаат. Едните летнале ваамо, а другите онаму полно. Така во купишта густи од кораби и чадори своји, тие пред нискиот брег си започнале вред да излагаат на собор сите почети. А молвата сред див си дошла, гласникот Зевсов, терајки да отидат и се собираат. Соборот вриел од луѓе и јачала земјата под нив кога седнувале. Врева се кредала, гласници 9 за да ги чујат кралеите, питомците Зевсови, сите, ги задржувале везден викајќи им врева да сопрат. Народот седнал одвај и во местата стистати биле, кога се смирил и шумот, а силниот цар Агамемнон стада со жезл од враце, изработен еднаш од Хефајст. Хефајст беше му го дал на господарот Зевс, синот Кронов. Зевс пак на гласникот Хербес, на брзиот аргоубиец. Господар Хербес го дал пак на Пелопа, наш конјободец. Пелоп го дал на Атреј, на херојскиот народен водач, а пак Атреј пред да умре, на Тиеста, богат со овци. Тиест пак да Агамемнон му го оставил, тој да го носи. И на целиот Арг и на дострови царува многу. На него овој се опре и реч на аргејците рече: Данајци, јунаци мили, прислужници верни на Арес, Зевс, синот Кронов, ме сплетка в слепотија претешка мене. Силниот ужасен бог, што ми обети еднаш и мигна дека ќе го освојам или леподзиден и ќе го се вратам. Измама смислил лоша и тој ми порачува сега бесславен варг да си одам, што голема загуби војска. Така си нашол за сходно семошниот Зевс туку речи, што веќе разурал многу и досега беде миграцки и ќе разурнува уште, најголема зар му е мошта. Од тие сработа, кога потомството еднаш ќе чуе дека по пустина таква и толкава ахајска војска попусто водела војна и без успех водела битки. И против помалку бажи, а крај не и се гледа уште. Ако ахајците, ние и тројците сакавме само верна да врземе вера и в час се преброиме сите. Тројците, колку што ги има во Илион, вкуп да се зберат, а пак ахајциве, да се наредиме, ние по 10 и да по еден избереме тројанец вино да точи, многу десетини наши ќе останеа без виноточец. Толку би рекол од има и повеќе ахајски сидој, отколку тројци во градот што живеат. Многу пак има од многобројните градови помагачи баршкопјемецци, што ме одбиваат силно и никога не ме оставаат. Градот да или го завземам, јас населениот добро. 9 изминале лета над Зевс великиот веќе. Дрвото корабно зарија жињата гизеде гнилеш и нашите били пак жени и лудите дечиња дегде дома си седат чекајќи на нас. А делово наше, заради кое сме дошле, несвршено овде ни стои. Туку да слушнеме сите, ај како што јас ќе ви кажам, да си побегнеме ние со нашите кораби дома, зашто не ќе падне троје со ширните улици уште. Вака им рекол, та умот и срцето им го кренал онде на зборот цел, што не го слушал силниот совет. Соборот тога се дигнал, ко големи брадови борски среде викарското море, што ветрови онде ги креваат, Евро и Нот, кога долу од облакот Зевсов ќе сурнат. Како што кога ќе дојде пребујниот Зефир и дуфне, ниската дива ја носи, а класиото полега долу, така и соборот нихни се накреда. Тие со викои секу корабите своји си трчаа. А под дозе праот горе се кревал, а еден на друг да рачуваат тие да ги корабите фатат и извлечат в дивното море. Зедоа бразди да чистат,
а до небо шубот им стигал, зашто ќе оделе дома од под кораби прагови тргаа. Тогаш аргејците биле на пат да се пред време вратат, само да Хера на Атена не и проговорила дума. Чедо најди доносецот Зевс, леле, ваја Тритона, вака аргејците зарем во својата родина мила дома да сега да си одат на морските широки плеќи. Прија му достават пак и да тројците Понаш и Слава, Елена Аргејка личта за која што ахајци многу овде изгинале в Троја од својата родина с краја. Туку сред војската одина хајците панзироносци. Кротко со зборови благи задржувај секого оддив, не давај кораби вити од околу в море да влечат. Така ја рекла, а таја сјајноока Атена ја почу. В част из олимписките врхови се спуштила долу ко ветер и до корабите в брзина хајците стигнала брзо. Та Одисеја го нашла по ум што е рамен над Зевса, простум, а овој за коробот црн и не се фатил тога, туку неговото срце и дух ги стегаше тага. Близу стоејќи Атена сјајноока дебу му рекла: Чедо над Зевс, Одисеју мој премудар, Лаертов сиде, вака ли подоба вие во својата родина мила ќе си побегнете сега в корабите с многу невесла. А оставајќи на пријам и тројците велика Понаш, Елена Аргејка личта за која што ахајци многу овде изгинале в Троја од родната своја с краја. Но сред ахајската војска се го отиди, не бој се ништо. Кротко со зборови благи задржувај секого оддив, не давај кораби вити од околу в море да влечат. Вака му рекла, а овој го препозна гласот неизин. Фати да трча фрљајќи ја гуната што му ја крена брзиот гласник Еврибати Тачадец, придружник негов. Така му истрчав пресрет на цара Гамемнон Атреев, непропадливиот жезол, татковиот вечен земајки, та низ корабите појде на хајците панзироносци. Кого го пресретнал тој, или краљ, или војвода некој, ќе му се приближал зар и со зборови благи ќе фател. Кутар, не ти личи тебе ко страшливец некој да трептиш, туку и самиот седи и другите спирај ги сите. Јасно, зар не знаеш уште што одлучил синот Атреев, сега хајците тој ги искушува за да ги казни. Зар не сме чуле сите во советот што рекол оној, да не се насрди дешто на хајските синој и удри, зашто е гневот на царот наследникот Зевсов голем. Честа од Зевсе, а Зевс премудри од него го љуби. Кого пак попрост ќе пресретнал маж и ќе видел кај вика, него со жезлот тој ќе го спотерал и ќе го карал. Будалче, седи си мирно и послушај што вејат друзи, поарно од тебе што се. Зар неборец сам си истрашлив што ни од војната ти во советот не зачиш ништо. Од тие хајците сите и не ќе повеѓаме тука. Зашто е големо зло многу властие, но нека биде господар еден и цар, кому Зевс синот Кронов му предал жезот и закони свети, да царува тој меѓу ними. Наредувајќи им вака, ја средувал војската оној. Повтур од своите бродои и чадори стрчале собор со огромен шум. Како браној од морето бурно и шумно, кога в грамадните брегови ќе згрмат, морето бучи. Другите седеле веќе во своите места молчејќи. Само брбливиот Терсици дрдорел уште и крескал, што си во паметта знаел неприлични зборови многу, како не прилега грдо кралевите тој да ги руга. Се што ќе помислел тој од на аргејците ќе им е смешно. Тој бил од сите што дошле под Илион најгрд човек. Кривоног сосем и куцна едната нога, со двете рамења криви, кон градите собрани. Главата дебу шилеста горе му била с проредчена коса и тенка. На Одисеј и на Ахил им бил најомразен овој, зашто ги ругал, а сега и дивниот цар Агамемнон зборови грди викајќи го псуеше, а хајците нему страшно во својата душа му вриеле негодувајќи. Овој пак вака го ругал викајќи му на Агамемнон. Сине Атреев, на што ли се жалиш? Што ти е мало? Полни чадорите твој со бронза се, одбрани жени и многу си имаш ти во нив, што хајците дие зар тебе како да прв ти ги даваме нив. Некој град штом ќе падне. Или не ти стига злато? Што ќе ти го донесе некој од коњокроците тројци од Илион откуп за синот, кого што јас сум го врзал, или ахаец друг ти го довел? Или пак женичка млада да в постела своја се љубеш?
и да ја настрана држиш ти сам, што не ти личи тебе. Прв војсководец, на зло да ахајските синови ги водиш. Еј, вие страшливци срамни, ахајќини, ахајци никак. Ај да си одиме дома на кораби. Овега овде да го оставиме в Троја да богатство бере и види. Дали и ние му нешто помагаме или пак ништо. Сега и Ахила, тој многу поарен од себе јудак, го вредил што му го грабнал неговиот дел и го држи. Туку е попуслив Ахил и в градите жолчка нема, инаку сега Атрейде за последен пат би вредел. Вака ругајќи го тој Агамемнона, прв полководец, зборувал, а Одисеј божествениот бргу му прииде. Напорки го пули негу и го укори строго и тешко. Трсите, еј лудозборче, при се што си говорник гласен, престани веќе и дебој со кралевите да се караш. Зашто јас верувам дека од сите нас што сме подили со Атреевците дошле, друг попоган од тебе нема. Идаку против кралеите ти не би ни зборувал везден и не би ги ругал грдо, чекајќи си дома да појдеш. Зашто да знаеме уштеди како ли ова ќе сврши. Дали ахајците добро ќе дојдеме дома или лошо. Затоа сега ти седиш и нашиот прв полководец цар Агамемнон Атреев го напаѓаш, кому што даваат многу да наескиве мажи, а ти го навредуваш тешко? Но ќе ти речам јас нешто, и в час ќе се исполни тоа. Ако те затекчам, повтор да палавиш тука како сега, да на раменјата веќе не ми била главата мене и да не ме вика татко Телемахов повеќе дикој. Ако не те фатам јас и не ти свлечам промена мила твојата руба и риза, што срамот твој ти го покриваат, та ќе те оставам тука крај брзите броди да плачеш, избиен од собор надвор со удари грди и тешки. Така му рекол, а потем со жезлот в рамо и потил гудрил, а овој се свиткал и поронал горешти солзи. Мозолка пак од наседната крв му рипна на тилот, кај што со златниот жезл го погодил, тогаш тој седна. Смајан од болки се обзре, си ги избриша солзите сетне. Тие што при сета тага се смееле со него сладко, вака ќе прозборел некој кон блиско погледувајќи. Безбројни добрини намоди сеј не изнаправил веќе совети умни давајќи и јунаци в бој оружајќи. Сега на арѓејцеве пак им го направил најарно ова што не му допуштил тој на клеветников дрзок да збори. Зар не ќе текте веќе на лудата глава повтор да ги кралевите руга со зазорни зборој и грди? Така множеството рекло, а пак Одисеј градобиец стана со жезлот в раце, са иноока Атена пак крај нив. Слична нагласница тога на полкот му викна да молчи. Да за и крајните да можат со првите ахајци исто да ја послушаат речта и советот да го обдумаат. Овој им прозбори тогаш мислејќи им добро и рече: Цару, ти си на Атреев, ахајците сакаат сега најсрамен маж да те сторат сред сите баш смртници тебе. Неветувањето тие ќе ги исполнат што ти го дале кога си гределе вама од Арк, што е богат со коњи, штом ти го заземеш или подзиден дома да тргнат. Туку колудечки деца и вдовици жени сега плачат и викаат еден на друг да дома се вратат. Туку е човеку тешко да јадосам дома се врати, зашто и еден месец од своето достане либе далеку некој, ќе пека на многоседниот кораб, туку виулици зимски и бурното море го држат. 9-та година нам ни започнала сега веќе, како се бавиме тука. Јас не им се затоа љутам, кога си копнеат тие кајвитите кораби сега. Туку е срамота сепак, чекајќи си празен да појдеш. Но уште малку стрпете се, другари, чекајте овде, за да се види дај право ни прорекол Калхант и криво. Заре го знаеме добро во срцето ова и сите сведоци сте колку не ве одграбнале смртните мрии вчера и завчера, кога ахајските бродови на Влида се присобрале зло им на пријама и тројаносејци. Покрај кладенецот пак до светиот жртвеник, ние успешни за архекатомби им дававме се на богоите, долу под красниот јавор, кај бистрата вода си тече. Тога големиот белек се појавил, змеев грбот црвен, грозен, што самиот Зевс на видело него го пуштил. Си измолкнал оздола тој од жртвеникот. На јавор сползнал, тука врапчињата биле, под летарци слабички, мали, горе, на крајната ветка под лисијата збрани во купче, 8, а мајката пак што ги спилила 9-та била. Тога ги изел тој нив, а оние милно си цивкаа.
Мајката облетувајќи ги тажала чедата мили, тој пак се извил и фатил за крилото плачната мајка. И кога гизел врапчињата тој и самата мајка. Ова ни го објавил Бог и го направил белег за показ. Тоа зар синот на Итриот Крон го престорил в камен. Ние пак стоевме онде зачудени со она што стана. Сред хекатомбите зар вакви пратиле Бозите страшни предзнаци. Калхант пак веднаш проговорил пророкувајќи. Што сте замолкнале вака, ахајци с убави коси? Доцна премудриот Зевс ни го покажал велјото чудо. И ќе се исполни доцна, а славата ќе му е вечна. Како што овој ги изел врапчињата мали и неа 8, а мајката пак што ги спилила 9-та била, така и ние онолку ќе војуваме години овде, а во 10-та градот со улици ширни ќе падне. Така ни прорекол оној, а се исполнува сега. Туку останете сите, хајци објалоносци, овдека, додека градот го земеме пријамов голем. Така им рекол. Аргејците пак се развикале силно, а од корабите страшно ахајскиот букот се одзва, кога му добриле речта божеску му баш Одисеju. Им им проговорил тога геренскиот витезин Нестор. О, леле, вистина вие зборувате кода сте деца луди, што дездаат тие одвоени работи дишто. Каде заклетвите ќе одат и кај договорите наши? Вогон советите заради одлуќите умни да паднат, нашите свечени думи заклетви, вербата наша? Зар ќе се караме ние со зборови в празно, а средство некакво зар да се најде при се што сме одамна овде? Сине Атреев, со намера ти, како порано сврста, води ги напред аргејците пак во силни битки. Пушти ги ти, нека овие неколку изгинат тука, што да хајците с краја си думаат. Не можат тие порано додат во Арк пред од гедоносецот Зевса, арно разбере ми да и вистина ветил Илјага. Затоа, зашто семошниот синок на Крон би рекол јас дека мигнал в тој ден кога аргејците влагале в брзите бродои ужасен помор и смрт на тројците тука носејќи. Кон десто кога ни светнал и показал белези среќни. Затоа порано никој да не брза дома да појде, додека прво со жена од Тројанец некој не легне, за да им платиме ние за срамниот Еленин грабеж. Ако пак копне некој и посака дома да појде, црниот кораб топ стои свој добропокривен нека го земе, за да ја пресретне смртта и судбата најпрв од сите. Но убедувај ги цару и другите добро думајќи, зашто не ќе биде зборов за фрљање што ќе го кажам. Оддели мажи по племи и родови, сине Атреев, така што род да си родува племену помага племе. Кога ќе ги направиш така и ако ти се покорат тие, кога ќе разбереш ти кој вожд и кој војник е добар, кој е пак лош, ќе се борат за род делно они. Ќе знаеш дали не го зебаш градот зашто Бог не ти досудил уште, или пак војската твоја е невешта в борба и лоша. Проговарајќи му тога одговорил цар Агамемнон. Старче, ахајските синои ти пак ги победуваш в собор. Да би Аполон, Атена и отецот Зевс мене само меѓу ахајците 9-10 советници вакви ми даде. Тога би го освоил бргу на пријама цара јас градот, та би со нашиве раце го зазеле и срушиле него. Туку ми дал синот Кронов Зевс, а и гидоносецот Маќи, што во расправи и мене и в бесплодни борби ме бутка. Оти се боревме Ашил и јас за убавата мома со непријателски зборој, а јас сум се најутил прво. Но ако еднаш се сложиме пак, не ќе можат сетне никога тројците злото да го одложат баре ни малку. Туку поручајте сега, а потоа одиме в борба. Добро да наостри копје, штит добро да суреди секој, добро за коњите брзи да подаде секој им зопца. Добро на колата секој да припази готов за борба, за да се целиот ден надборуваме в грозната војна. Од починување после не ќе има баре ни малку, додека не дојде ноќта, јуначкиот без да го смири. Ремникот тогаш од штитот на снагата браникот, некој в градите потен ќе ги има, од копието рака ќе капне, некому конјот ќе спотне влечејќи ја красната кола. Кого пак јас ќе го сетам да далеку сака од бојот покрај корабите вити да остане, без друго после побрго гладните птици и пси ќе го изадат него. Така им рекол. Кобран пак аргејците бучеле силно кога да стрмниот брег ќе го нанесе нот,
доаѓајќи на издадената карпа, што никога не ја оставаат браној, што ветрови разни ги креваат вамо и тамо. Станаа тие и вчасни с корабите сегде се прснаа, оган запалија пак во чадорите и си поручаа. После им жртвувал секој на своето од вечните бози и им се молел да од смрт и од бојниот умор го спасат. Тога му принал на жртва јуначкиот цар Агамемнон дебел 5-годишен бик на семошниот Зевс, син од Кронов. Старците први, а потема хајците сите ги викнал, најпрво Нестор, а вчас и господара Идеуменеја, потоа пак и Јајантите два, па и синот Идеев и Одисеја шести, што в паметта равен бил Зевсу. Од себе пак сам му пошол прочутиот борец Менелај, заради си знаел во паметта тој колку брат му се труди. Зедоа јачмен за жртва и околу бикот застанаа. Сред нив молејќи се рече великиот цар Агамемнон: пресветли сесилни Зевсе, облачниче ветер што седиш, еј, да би не зашло сонце и не дошол побргу мракот, пред да го соберам ничком високиот пријамов дворец, исчаден сиот и с огон живожарен запалјам порти, околу градите пак да му расечам риза на хектор и да ја растинам сета со камата, а околу него мнози нападнати в прав со забите земја да гризат. Така тој рекол, но синот на Крон не му одобрил сега. Жртвата само ја примил и трудот му го умножил уште. Штом се помолија пак и го фрлија јачменот жртвен, прво им свртија вратој и заклаа, потем ги одраа, сетне се чејки бутоите ги покрија сосем со сало, вудведи плејки, а згора на кладоа преснено месо. Ова го гореа така на цепенки чисти од лисја, добро пак провнат на прачки го држа се на догнот. Кога бутоите ги спекоа пак и го јадоа дробот, другото дробено добро го провнаа на ражни сето. Вешто ги спекоа сосем и тргнаа сето од огнот. Кога престанаа тие со работа, сготвија ручек. Ручаа, срцето нихно не им било страдно за јастие. Штом се наситија тие со јастија, па и со питје, наче им беседа нив гиеренскиот витезин Нестор. Пресветли сине Атреев, о, смел Агамемноне царе, да не зборуваме овде и делово повеќе наше да не го одлагаме уште што самиот Бог ни го врачил. Туку, ај гласници сега на хајците панзироносци нека за војската личат, кон лагите да ја собираат, ние пак заедно вака до ширната ахајска војска да си отидеме повчас и почнеме љутата битка. Така тој рече. Та почу јуначкиот цар Агамемнон и на гласниците јасни им нарача наеднаш овој, нека ги викаат в боја хајците с убави коси. Овие личаат тогаш, а оние бргу се збираа. Вождите околу синот на Атреј, храненик од Зевсов, трчале ред да им прават, а сред нив Атена Палада скапа држејќи Ајгира, што не знае смрт нито старост и што на 100 китки од сувано злато и висат, сите уплетени лепо, 100 говедна секоја од нив, со неа таја сколтејќи хајската војска се спушти. За да ги бодри, да одат и секому снага му буди в срцето, да издржи војна без почидок и да се бори. Војна посладка веднаш им станала дошто додат со излабените бродови во својата родина мила. Како живожарен огон што ширната шума ја гори горе на горските врхови, а светлоста далеку свети, така од силната бронза и кога стапувале тие, сјај што засенува очи низ етерот до небо секал. Овие пак како птици крилатици многу нејата, жерави или пак густи или лабеди с вратови долги, васијска ливада руда и кај стровите струи, овде летајки и онде со крилата весело трепкаат. Цркотат кога ќе седнат и одзива целото поле. Така, во купишта густи од кораби и чадори своји во Скамандарското поле се излеале, земјата под нив страшна тропотела тогаш од нозете конјски нихни. Тие застанале в поле Скамандарско полно со цветја безбројни, колку што лисја и цвеќиња вираат в пролет. Како што роеви многу од оние безбројни муви, што во овчарска на мандра влегуваат севезден векот, кога се полнат со млеко садовите в пролетно време, толку на бојдото поле и ахајци с убави коси против тројанците спремни си стоеле, нив да ги здробат.
Кој што козарите лесно растурени стадата кози ги распознаваат кога на пасење ќе се измешаат, такво и водите нив ги злачувале вамо и тамо за да кинисат в бој, а со ними цар Агамемнон, што на громовниот Зевс му прилегал в очи и глава, во половината на Арес, а в градите на Посейдаон. Како што в стадото бикот ги надминал сосема сите, зашто е најголем тој меѓу кравите собрани среде, таков и Зевс оној ден го направил синот Атреев меѓу јунаците, цар и пред војската прв од сите. Сега кажете ми, музи што седите горе на Олимп, зашто све божици вие сте секаде и знаете се што? Ние се слушаме пак само слух и не знаеме ништо. Кои предводници биле и војводи Данајски први. Оти, не ќе можам јас да ги именувам целиот народ, ни ако јазици 10, ни толку акусти сум имал. Ниту неуморен глас, ниту бронзани дробови в гради. Ако олимписките музи, премилите Зевсови ќерки, не би ми спомнале мене неколкумина дошле по Дилии. Корабоводците јас и корабите сал ќе ги кажам. Први Пенелеј и Леит, Аркесилај и Клони, и Протенор ги воделе зарбојотските момци. Тие што в Хирија града живееле, в Спил на Авлида, в Схоин и во Скол, Ветеон, во планински пресеки полно, како и в Теспеја, в Граја и в Микалес простран и широк. Тие што седеле в Харма и Веритра града, Вејлеси, па и жителите на Леон, Плетеон и на Хила, и на Окалеја, и на Медеон, населена града, и на Ефтресија, Копа и в многоголабната Тизба, и во Коронеја, уште и од древниот оној Халиард, и што живееле в Глисант и Платаја населувајќи, и што го држале градот Долна Теба, населен добро, уште и се светиот Онхест, пресветлиот лак Посейдонов, како и Арна со грозје богатата, Мидија потем, Ниса пресветата и Антедон, што е сосем на крајот. 50 кораби нив ни заминале. Во нив пак внатре имало всекој по 120 бојотски момци. Тие што од Аскледон и министиот биле Орхомен, нив Асхалав и Алмен ги воделе, синови на Арес, што Астиоха комома при татка си Актор Адзеев, што водеа колку што влегла ги родила близнаци двата, чеда на силниот Арес, што еднаш ја налегнал скришен. 30 кораби нихни излабени врвеле редум. Схеди и оној Епистроф, синовите врсти на Ифит Навболов, срчниот јунак, ги вонеле оние фокејци, и што од Кипар избиле и спилната мошне Питона, и од Панопеј и Давлида, и божествената Криса, и што живееле крај Анемореја и крај Хиамполј, и во населбите уште крај реката Божеска Кефис, лилаја града држејќи на самиот изворот Кефис. Ним 40 вкупно им следеле кораби црни. Тие застанале пак до фокејските чети ги редат, покрај бојоците близу ружајќи се од нив лево. Брзиот Ајант Ојлеев локрантите своји ги водел. Оној помалиот Ајант, а не оној син Теламонов, но многу помал. Тој ситен си бил и во панзир на риза, што пред хелените сите и ахајците прв бил во копје. Тие што седеле в Кин, во Калиар и во Поент, в Беса, во Скарфа и уште во Авгеја свидната мошне, в Тарфа, со трони и многу дострујниот потој Боагри, со него следеле зар 40 кораби црни. Сите од локрани баш, преку Евбоја света што седат. Сречните абанти пак, што живееле в Боја сама, до Хијастаја, со грозје богатата и во Халкида, и во Еретрија, в Керин приморскиот, в стрмниот Дион, и што го држале Карист, и оние в Стира што биле. Сите ги предводел нив Елфенор, свиданот Нарес, синот Халкидонтов Смел, што абантите срчни ги водел. Со него биле пребрзите абанти с перчин на тилот, борци што чекале спремни со своите копија од јасен, во непријателски гради да панзирот гудрат и скинат. Со овега седеле зар 40 кораби црни. Тие што градот Атина го држале, населен добро, полкот на срчниот маж Ерехтеј, што го догледала веднаш ќерката Зевсова Атена, а родила плодната земја. Него Атена в Атина го оставила в храмот свој богат. Тука со бикови него и овнови си го смилуваат момците атински везден, од година в година редум. Оние сам Менестеј ги предводел, син Петеоев,
Овему ниеден друг од земните не му бил равен во суредување коњи и војници баш штитоносци. Равен му бил само Нестор, но овој бил од него постар. Со него 50 вкупно си седеле кораби црни. Ајант пак од Саламина 12 кораби водел, што си ги поставил нив до атинските фаланги близу. Тие што биле во Арк и во Тиринг с Беремијати и в Хермиона и Асина, што имале предлабок залив, и во Тројдзен, и во Еона, и в лозниот град Епидавар, што го држале Масет и Ајгина, ахајски момци, нивде си ги предводел сам Диомед, гласовитиот борец, заедно со славниот Стенел, премилиот син Капанеев. Со ними заменал трет божествениот јунак Евријал, синот на тој Менкистеј, да господарот славен Талаев. Сите нив ги предводил Диомед, гласовитиот борец, со ними следеле пак 80 кораби црни. Тие што градот Микена го држеле, населен добро, и пребогатиот Коринт, и полната с народ Клеона, оние што си во Орнеја и в свидната Аератиреја седеле, и во Сикион, кај што некогаш царувал Адраст, в Киперасија уште в Гороеса стрмата мощне, како и околу Ајги што седеле, и во Пелена, околу силната Хелика, и секаде околу Ајгијал, нихните кораби сам што ги предводел цар Агамемнон, синот Атреев, што силна и одлична одела војска со него тогаш, а оној се облекол в блескава бронза, славен и горд, зашто бил сред јунаците најарен јунак, заре бил најсилен маж и најмногу волска си водел. Тие што седеле пак в доловитиот град Лакејдамон, сиот во Длапки, во Фарис и во многодлабната Меса, в Спарта, в Брисеја и тие што во Авгеја седеле свидна и што го држеле Хелос, приморскиот град, и Амикла, што живееле в Лаас и оние околу Ојтил, сите нив брат му ги водел, прочутиот борец Менелај. 60 кораби вкупно, тук одделно в бој се оружаа. Уверен в својата спремност и самиот со ними одел, в борба бодрејќи ги тој, оти в срцето најмногу пекал за да им отплати овој за Елена в тешката тага. Тие што седеле пак во Пил и во свидна арена, в Три, кај Алфи што се мине, во доброграденото Ајпи, и што живееле зар во Амфиенеја и в Кипарисеент, в Телеј, во Дори и в Хел, кај што музите еднаш го среле Тамири, страчкиот певец, и песната в час му ја зеле, кого од Оихалија идел, од кај Оихалијанец од Еврит. Зашто се пофалил тој, од и самите музи во песна, ќерките на игидоносецот Зевс ќе ги надминел лесно. Тие навредени зар го суложиле и му ја зеле песната божеска нему и сториле дизуми свирба. Сите нив тога ги водел геренскиот витезин Нестор. Него 90 вкупно го следеле корабивити. Тие што седеле пак во Аркадија, борци од близу крај Ајпитовата тумба, под стрмната гора Килена, и во Фенеј и во Орхомен, богатиот мощне со овци, в Рипа и Стратија уште и во ветровитатаЕниспа, и што живееле пак во Парасија и Тегеја, и што го држале Стимфал и свидниот град Мантинеја, сите нив синот Анкаев ги предводел тој Агапенор. 60 кораби вкупно. Во секого од нив си биле мнозина аркадски мажи во бој и војување вешти. Самиот пак син Атреев, јуначкиот цар Агамемнон, кораби тогаш им дал краснопокривни за да го минат модерото море, зашто тие не знаеле морнарски дела. Оние пак што в Бупрасии си седеле и в дивна Елида, колку што внатре в Хермина и в красниот Мирсин си биле и во крпестиот Олен живееле и во Алеиси, 4 ними им биле предводници и секој по 10 кораби брзи си водел и во ними многу епејци. Едните од нив Амфимах, а другите Талпи ги водел, синот од Ктеат и Еврит, обајцата внуци од Актор. Третите силниот Диор ги предводел Марникеев, а пак четвртите од нив божествиот јунак Поликсен, син на Агастен Авгеев, а внук на царот Авгеја. Оние пак од Дулихи и другите острови свети, Ехински, колку што ги има преку море спроти Елида, Мегет Филеев сите ги предводел Арес Уравен, што си го родил Филеј, витешкиот миленик Зевсов.
Овој на татка си гневен се преселил еднаш во Дулихи, со него следеле зар 40 кораби црни. А Одисеј си ги водел бестрашните башкефаленци, што трепетливиот Нерит и Итака ја населјуваа, и што в Крокилеа биле, в каменестиот оној Ајгилип, и што го држале закинт и што си живееле в Сама, како и тие што биле од другата страна на брегот. Нив Одисеј си ги водел, што в паметта равен бил Зевсу. Него 12 ладја алобразни го придружуваа. Синот Андрајматов, тоа антолците тога ги водел, тие што седеле во Олен, в Плеврон и Пилена, в Калкида, што е близу до морето, и во Калидон, градот Камнест. Веќе срчниот јунак Ојнеј и неговите синови не биле живи. Бил умрен и русиот син Мелеагар, зашто целата власт над ајтолците тој си ја имал. Та 40 него го следеле кораби црни. И Доменеј, копиоборец, критјаните своји ги водел. Тие што биле во Кнос и во Гортина тврдите дзидој, тие во Ликт и во Милет и во Варовитиот Ликаст, и Врити и Фајст, градоите населени добро и двата, уште и други што седеле в Крит во Стоградиот остров, овие и Доменеј копиоборецот славен ги водел, и Мерион што бил ист како биецот бог Енијали, со ними седеле вкупно 80 кораби црни. Силниот пак и големиот син Хераклеев Тлеопоем водел од род од гордите родици кораби 9. Тие што седеле в роди поделени тројно си биле, како и в Линд, и во Јалис, и во Варовитиот Камеир. Нив копиоборецот славен ги предводел тогаш Тлеполем од Антихохија, синот на јунакот силен Херакле, што ја од Ефира довел од струјната река Селеент, градовите многу рушејки од Зевсови потомци овој. А кога порастел веќе во стројната куќа Тлеполем, веднаш на татка си тој му го отепал милиот Вујко, в првата негова старост, а ревиот Фидан Ликимни. Кораб изградил бргу и голема војска си собрал, по море тргнал да бега, зашто овега го застрашуваа другите синови и внуци на силниот јунак Херакле. Овој пак стигнал народ по скитање и страдања многу. Онде родинците биле населени тројно по родој, та си ги љубел нив Зевс од бозите и луѓето царот, те и преобилно благо им поделил синот на Крона. Оној Ниреј пак од сина 3 кораби рамни си водел. Оној Ниреј од Аглаја и господар Харопа синот, оној Ниреј меѓу мажите и најличен вили што дошле по безпрекорниот син на Пелеј од данаиците сите. Туку тој слабичок бил и малобројна војска си водел. Оние пак што живееле в Кас и во Крапат и Нисир, и градот Еврипилов Кос и островите Красни Калидни, нив ги предводеле тога јунајците Фејдип и Антиф, двајцата синови на Тесал господарот, синот Хераклов. 30 кораби нихни издлабени врвеле редум. Оние пак што живееле в Арк Пелазгискиот тога и што во градот Алопа си седеле, Вал и во Трахин, и што ја држеле Втија, и субави жени Хелада, што мирмидонци, Хеленија, хајци се наракуваа, 50 кораби нивни војводата Ахил си водел. Туку не им идел ним злогласниот бој во умот, зашто ни немало кој да ги поведе в бојните редови. Заре во коработ лежал божескиот брзоног Ахил, насрден за Брисеида, за убаво косата мома, што си ја пленил од Лирнес и премногу си измачил овој, дури го разурнал Лирнес и тврдите дзидои на Теба и копјоборците славни, Епистрофа ги убил и Минет, што од господарот Евен Салепиев синови биле. Така си лежал тој мирно, а требало скоро да стане. Оние пак што од Филака ја држеле, цветниот Пирас, светиот Деметрин Лаг и богатиот Итон со овци, па и Антрон, што е близу до морето, и тревниот Птелеј, нив Протесилај ги водел. Јуначкиот арејски борец, дури бил жив, туку веќе го криела црната земја. Жена му лицето пак си го угрубила сосем, а домот останал пуст во Филака. Зар го тепал Дарданец него, кога од коработ прв среда хајците излагал напред. Но не останале без вожд, при се што го жалеле вождот. Туку тој подарк го одредил нив, фиданката на Арес, подарк што богат бил со овци од Ефикла Филаков синот.
Овој му бил роден брат на јуначкиот маж Протесилај само по години помлад, а тој бил постар и појак, јунакот смел Протесилај што војската негова тога не била без вожд, но него го жалела, зашто бил добар, па 40 него го следеле кораби црни. Тие што седеле па крај езерото Бојпско во Фера, а Бојба и градот Глафира и Вјолк населениот добро, милиот Адметов син 11 кораби нихни Евмел им водел, што него го родила дивна Алкеста, оваа најлична ќерка на Пелија била од сите. Тие што седеле пак во Тавмакија и во Метона, и во Мелибоја, уште и во Алидзон, градот Карпест, нив Филоктет ги водел, одличниот стрелец со лакоив, кораби 7. А во нив по 50 веслачи секој качени биле, што добро си знаеле слаг да се бијат. Туку си лежал трпејќи на островот ужасни бојки, вдивниот лем што го ставиле ондека ахајските синои, мачен од лошата рана што зла си го каснала змија. Онде тој лежал и трпел. А пак ќе се сетеле скоро покрај корабите своји арѓејците за Филоктета, но не останале без вожд при се што го жалеле вождот. Туку ги подредил Медонт вон брачниот син Ојлеев, што му го родила Рена на тој Ојлеј градобиец, тие што биле во Трика и в Карпестата Стрма и Тома, и во Ихалија града на Ихалијанецот Еврит, двајцата синови на Склепи ги водели нив во бродоите, двајцата лекари добри, Махаон и Подалери, 30 кораби нихни издлабени врвеле редом. Оние што Хипереја ја држеле, кладенец красен, градот Ормени, Астери и белите вршки на Титан, нив си ги водел Еврипил, преславниот син на Евајмон, та 40 него го следеле кораби црни. Тие што во Аргиса пак си живееле и в Гиртона, Ворта и во Лоосон, и во Белиот град, и Фелона, што си го предводел нив Полипоид, бестрашниот борец, синот на оној Перитој, безсмртниот Зевс што го зачнал, што Хиподамеја славна го родила с мажот Перитој. Во оној ден, кога ги казнил рунтавите лиоти овој, нив тој од Пелион ги изгнал и до Анитичаните догнал. Со него заедно бил Леонте и Фиданката на Арес, синот на срчниот јунак на силниот Корун Кајнеев. Со ними следеле пак 40 кораби црни. По нив Гунејот Тив водел кораби 22. По него пак Енијанци и цврстите биле Перајби, што крај Додона студената баш си живееле тие, та си работеле земје крај свидниот ток Титареси, и што в краснострујната вода во реката Пенеј ја фрљал, туку не се мешал оној со сребреновирниот Пенеј, ами преку него течело дозгора чист како масло, зашто се цеди од водата стик што е ужасна клетва. А магнетјаните синот Тентредонов Протој ги водел, оние што покрај Пенеј и околу Пелион шумен седеле. Сите нив прв ги предводел брзиот Протој, со него следеле пак 40 кораби црни. Овие биле данајските војводи и војсководци. Кој бил од овие најпрв, ај кажи ми ти сега музо, од нив и нихните коњи што со Атреевците дошле. Први кобилите биле од Феретовиот синок, тие што Евмел ги терал, бргзоноги баш како птици, седнаква возраст и влакно, во плеките сосема рамни. Нив во Переја Аполон ги сребренолакиот растел, обете женски што по нив арејскиот ужас се ширел. А од јунаците Ајант бил најарен, син Теламонов, додека Ахил бил гневен, за најарен јунак бил овој, а и неговите коњи што него го носеле сегде. Туку си почивал тој в морепловните кораби Вити, љут на Гамемнон Атреев, народниот челник, бидејќи војската негова пак крај самото крајбрежје морско, копја и стрели фрљајќи и диск си го врвеле денот. Коњите везден стоејќи крај колата своја секој, керевис брстеле везден и лот, што во ливади расте. А пак војсководските коли, затворени добро, си биле в чадори внатре, а тие жалејќи го силниот водач, оделе вамо и таму низ војската без да се борат. Овие газале пак како целата земја да гори. Земјата јачала под нив код Зевс громобиецот кога разгневен на Тифоеј во аримската земја ќе удрел. Кај што кажуваат за Тифоеј дека легла си имал, така под нозете нихни им јачала земјата силно. Кога стапувале тие, зар врвеле сосема бргу.
А до тројанците таја ветронога Ирида брза, а ги доносецот Зевс со порака тажна ја пратил. Тие се собрале сите и се советувале в собор, пред пријамовите порти, и момчиња ведно и старци. Застанувајќи им близу, брзонога Ирида рекла: в гласот прилегала таја на Полита, синот на Пријам, што си бил извидник тројсти и верувал в брзите нозе. Тој на високиот холм од Ајсиета стариот демнел, кога хајците зарод корабите своји ќе појдат. Овој му баш прилегајќи го брзонога Ирида рекла: старче, си милуваш ти непромислени зборови везден, како кога бил мир, туку жестока војна е сега. Вистина веќе сум влегол во јуначки боеви многу, туку не сум видел уште јас толкава војска и таква. Заре прилегаат сосем на листја или на песок, кога по полето одат кон тројстиот град да се бијат? Хекторе, најмногу тебе ти повелјам вака да сториш. Многу сојузници има низ градов Пријамов голем, а разнородните луѓе на јазици разни зборуваат. Нека им повелја секој на оние што си ги довел своите земјаци, нека ги средува секој и води. Вака им рекла, а Хектор божестиот глас ја го познал. Распуштил собор, а тие на оружје стрчале веднаш. Сите се отварале порти, а војската истрча надвор. Пешаци и коњици ведно се кренала ужасна врева. Напред се наоѓа на височинка стрма сред градот, поскрај в поле, наоколу пак е отворена сегде, што се ја викат неа батиеја смртните луѓе. А брз смртниците гроб на скокливата мощне Мирина. Тројците и сојузниците пак се средиле онде. Тројците тога ги водел великиот вртишлем Хектор, синот на Пријам, а силна и најарна со него војска тука пекајќи за бој се оружала сета со копја. А од дарданците водач Ајнеја бил, синот на Анхис, што му го родила на Анхис богињата дивна Афродита, в горските Сртонеида, безсмртница в љубов со смртник. Заедно се него били двајцата синови на Антенор, оној Архелог и Акамант, што знаеле секаква борба. Тие од Зелеја биле под самите поли на Ида, богати вимот, што со вода си пиеле црна од Ајсеп. Тројанци што си ги водел пресветлиот син на Ликаон, Пандар, што нему Аполон бог сам му го подарил лакот. Тие што седеле пак во Адрастеја, в крајот Апајсов, и во Питиеја, покрај стрмата Терејска гора. Нив си ги предводел Адраст или панзирниот Амфиј, двајцата синови на Мероп Перкотскиот, кој што од сите најмногу пророштва знаел и своите синови ги држал од мажогубниот бој подалеку, но не послушаа тие, зар брзите мрии ги воделе веќе до смртта. Тие што биле населени пак во Перкоте и Практи, и тие што го држале Абит и Сест, па и дивна Аризба, нив си ги предводел Аси, сред мажите првиот јунак, синот на Хиртак, што сјајни го донеле големи коњи него од градот Аризба, од течниот ток на Селеент. Од пелазгиските роди копјанички вожд бил Хипотој, оние што в груческата Лариса седеле тога. И сите Хипотој и Пила и фиданката на Арес ги водел. Двајцата синови на Лет Пелазгиецот, синот на Тефтам, трачките борци Акамант и јунакот Пејрој ги водел, колку што струјниот баш Хелеспон си зафаќал народ. Еуфем војвода бил на киконците, борци со копје. Тој од тројдзен Кеадов бил син, од храненикот Зевсов. А криволоките пајонци пак ги водел Пирајхме, од скрејот Дамидон, од широкострујниот Аксиј. Аксиј, што прекрасна вода по земјата разлева ширум. На пафлагонците вожд бил рунтавото срце Пилајмен, што од енетите бил, кај се раѓаат дивите маски. Тие што ги имале Китор и седеле околу Сесам, а покрај токот Партени во своите домови славни и во Ајгијал и Кромна и вишниот оној Еритин, а халидзонците пак ги воделе Оди и Епистров, с краја од градот Алиба, што ондека сребро се раѓа. Хроми и врачот Едом ги воделе мисите тога. Но ни со вражбите своји не ја спречил црната мрија, туку под рацете паднал на брзиот Ајаков внучков река, што тројци и други тој ондека сечал и дробел. Форкин и Дивеј, Аскани и фригинците тога и ги водел, дур од Асканија с краја, та пекале тие за борба.
Мајонски војводи пак се нарекле Местле и Антиф, синови на Талајмен, од Гигајското езеро Рожба, што и мајонците баш од под Тмол ги предводеле тие. Карците пак, што зборувале барбарски, Насте ги водел, што ги имале Милет и Втирската лисеста гора, и мајандровите струи и стрмите микалски глави. Нив ги Амфимах и Насте предводеле заедно сите. Насте и оној Амфимах, синовите два на Номион. Насте си носеше злато и одеше в бој како мома, лудиот, туку ни тоа не го оттина него од смртта. Заре под рацете паднал на брзиот Ајаков внучков река, а златото нему жестокиот Ахил му го однел. А Сарпедон и одличниот главк од ликијците биле вожди од Ликија с краја, од Ксант, што е преполн со вирој.